Добро утро, почитувани гледачи. Во редовниот термин почнува новото издание на емисијата Фактор здравје. Темата ова утро е глауком, мочен притисок, зашто навреме треба да помислуваме на ова заболување, бидејќи добрата информираност и едуцираност на секого од нас ќе значи прв чекор во третманот и лекувањето, да не дозволиме да дојде до напредната фаза, кога всушност глаукомот може да предизвика и губење односно на видот, односно доведе до слепило. Следната недела е недела на глауком и по тој повод ова утро одлучивме да ја обработиме оваа тема заедно со доцент доктор Ирина Богданова, специјалист очен хирург, шеф на кабинетот за глауком на Универзитетската клиника за очни болести. Добро утро, доктор Ирина, и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до гледачите и благодарам за поканата. Така. Следната недела е неделата на глауком. Од понеделник? Од понеделник, значи од 10 до 16 март е светската недела на глауком. Во која што се одбележува, значи, односно служи за да се подигне свеста за ова заболување, како секаде во светот, во сите држави, така и кај нас. Значи, традиционално, со повеќе акции, ќе одбележиме неделата на глауком. Така, еве, и ние ги носиме овие зелени знакчиња и символи кои што ја означуваат неделата на глауком. Бојата е зелена, значи оваа година, и се одржува под мотото Uniting for Glaucoma Free World. Значи, обединување на свет без глауком. Така да секаде во светот се одржуваат разни акции, значи, за да се подигне свеста за ова заболување. Кај нас првично ќе започнеме, значи, во Скопје во понеделник од 9 до 14 часот, кај спомен куќата на Мајка Тереза, значи на улица Македонија, каде што ќе биде акцијата за бесплатно мерење на очниот притисок. Понатаму акциите ќе продолжат и во повеќе други градови низ Македонија, со тоа што се планирани во договор секако со колегите офталмолози од тие градови, значи Кичево, Штип, Прилеп, Тетово и така натаму. Со оглед на тоа дека веројатно немаме добра навика за редовна посета на офталмолог, ова е убава можност, така секој кој што сака посебно за да го провери така очниот притисок, првенствено наменето кон тоа, бидејќи не само кај возрастните, и кај помладата популација може од различни причини првично почне да се појавува. Токму така, Билјана, границата е поместена, значи доколку се сметаше дека глаукомот дека се јавува во некоја подоцнежна возраст, значи после 60-та година, сега приметуваме дека се повеќе работоспособно население, значи на 40-та година, дека страда од ова заболување, со тоа што не се запознаени, односно не се свесни, доаѓаат од други причини на офталмолог, од страв дека е намален видот и така натаму, но ние ќе приметиме дека не станува збор за диоптрија или рефракција, туку станува збор за оштетување на нервот како резултат на глаукомот. Очниот притисок, акциите се одржуваат со мерење на очен притисок заради тоа што очниот притисок представува најголем ризик фактор за појава на ова заболување, но не значи дека е само единствен ризик фактор, односно дека само покачен очен притисок значи глауком. Глаукомот всушност е болест, односно тоа е оптичка неуропатија, кај која што одредени ризик фактори доведуваат очниот притисок како најчести најголем ризик фактор до појава, до оштетување на очниот нерв. Така да, но мора да се признае дека постојат и одредена група на глаукоми со нормален очен притисок, а кои што оштетувањето на нервот и односно на видното поле е исто како кај глаукомот, односно одреден тип на глауком, што го викаме нормотезивен. Но најчесто оди со зголемен очен притисок. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме понатаму со разговорот. Ве поканувам, почитувани гледачи, да не следите до самиот крај и секако да се јавите и да поставите прашање. Продолжуваме со разговорот со доцент доктор Ирина Богданова, специјалист очен хирург, шеф на кабинетот за глауком од Универзитетската клиника за очни болести. Доктор Ирина, што кажуваат светските бројки и податоци за глаукомот? Да, светските бројки се енормно големи, значи секоја година се све поголеми. Според најновите статистики 2020 година некаде околу 76 милиони жители боледуваат од глауком.
од кои 7,7, некаде околу 7,7 милиони се со големо нарушување на видната острина или комплетно слепило. А ние знаеме што значи еден слеп човек за едно општество, за една средина и така натаму, од економски, социјален и секаков аспект. Со тоа што значи бројката се очекува до 2030 година да стигне повеќе од 96 милиони жители да боледуваат од оваа болест. Со тоа што мора да се напомене дека во развиените земји, значи некаде околу 50% се смета дека се уште не се дијагностицирани глаукомите, а во земјите во развој над 90% дека не се дијагностицирани глаукомите. Мислам, луѓето кои што може да го имаат ова заболување. Зошто се случува тоа? Тоа се случува заради тоа што глаукомот се нарекува тивокрадец на видот. Значи, тука е најголемиот проблем со ова заболување, затоа што најголем процент од пациентите кои што го имаат не чувствуваат ништо. Чувствуваат можеби некои минимални тегоби, како што се некое солзење, ситно, грепкање, што не мора да се чувствува, некоја тапа болка позади окото, што не мора исто така, но најголем дел не чувствуваат ништо. Така да заради тоа ова заболување е многу битно да на време се дијагностицира, односно да се направи скрининг, како да се проверува очниот притисок редовно, за да се фатат почетоците на ова заболување, за да не направи големо оштетување на нерв. Кога ќе се стопира таа прогресија, така, на губење на видот, терапијата ќе биде доживотна, меѓутоа ако знаете дека видот ќе остане, нели, како што треба, нормално дека ќе ја применувате секојдневно. Така, затоа што сите оштетувања кои што ги предизвика глаукомот се иреверзибилни. Значи, кога ќе дојде некој пациент кој што ќе дијагностицираме глауком, а веќе има заматување на видот, веќе е падната видната острина, ние не може да го вратиме тоа што е изгубено. Значи, јас им го кажувам тоа на пациентите кога ќе дојдат кај мене. Дали тоа било конзервативна терапија, дали било хирушки третман. Тие очекуваат, а како ќе биде после операција? Значи, ќе гледам ли, ќе ми се врати ли видот? Не, видот нема да се врати за жал, туку ќе го сочуваме ова што го имате. Јас им го кажувам. Затоа што ако не се воведе третманот, дали бил конзервативен, дали бил хирушки, и тој вид што го има во моментот може да го изгуби. Може и на крајот во најпоодмината фаза така комплетно губење на видот доведува до слепило. Да, комплетно слепило. Така да. Минатата година каков беше одзивот на посетата на граѓаните кои што случајно веројатно минува или оние кои што веќе слушнале па дошле и наменски да го проверат очниот притисок? Да, Билјана, ние бивме воодушевени, искрено морам да признам, од одзивот на минатата година на граѓаните, значи имаше сите возрасти кои што беа заинтересирани, и помлади, и повозрастни и така натаму. На преку 400 граѓани беше измерен очен притисок на плоштадот Македонија, со тоа што бројките беа да некаде околу 10 на 10% беше дијагностицирана окуларна хипертензија. Но тоа не значи дека тие каде што беше измерен покачен очен притисок, дека боледуваат од глауком. Сите кои што беше измерена покачен очен притисок, односно окуларна хипертензија, беа проследени на понатамошни испитувања да си направат, било која или на клиниката и така натаму. Исто така интересно беше да еден податок да многу мал дел го има од испитаните граѓани го има наследниот фактор, значи доколку претходно се сметаше дека еден од најголемите ризик фактори за ова боледување е наследноста, сега гледаме дека не е толку голем ризик фактор, значи може да се јави и кај други граѓани, независно од тоа дали имал некој од фамилија или немал глауком. Понатаму, исто така што можеше да се забележи од испитаниците, беше дека нашата навика за одење, значи, на офталмолог, значи, од податокот, од анкетниот лист што го направивме, повеќе од 2/3 од испитаниците не биле последните година-две на офталмолог, да посетат офталмолог. Значи, ние може да кажеме дека
не одиме, значи, чисто за рутински преглед на офталмолог, односно нашите граѓани, туку само доколку имаат потреба. Кога ќе се јави некој проблем. Кога ќе се јави некој проблем, баш така. Но кога ќе се јави тој проблем, може да биде доцна. Тука е проблемот со глаукомот. Затоа што, доколку, како што напоменав и претходно, доколку се јави пациентот со намален вид, а се диагностицира глауком, тогаш веќе нема враќање на видот кој што претходно е намален или изгубен. Така. Верувам дека и на овој начин ќе ги поттикнеме, така? Што побрзо да направат еден преглед, ако поодамна не го направиле тоа, еве и во понеделник имаат можност да дојдат, па ако има потреба дополнително, нели, ќе си бидат проследени на прегледи. Имаме гледач на линија, само да го слушнеме неговото прашање. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до емисијата. Ви благодариме. Така, јас имам мочен притисок и употребувам 4 врсти на капки. Тимолол, азоп, цитокол и унилат. И притисокот ми е 8 години, 13 со 15. Би дадоа упут на клиника да одам да ме оперират. Таму лекарката ми го измери 12 со 10. И ми рече, јас на ваков притисок не правам операција. И јас секоја година одам го контролирам и нонстоп ми е 15 со 13, а ми го проверуваат и видот, одличен ми е видот, немам овој окоболка, немам. Сега многу капки се тоа, ја ги ставам сите капки на половина сат, ја цел ден капки ставам. 3 пати дневно ставам капки. Дали е во ред 15 со 13 притисокот? Така. Треба ли дополнително нешто да прашате? Доволно е, ви благодариме за јавувањето. Јас одговорам на гледачката, тоа е, видите, тоа е проблемот, да кажам, не само кај гледачката, него и кај други пациенти, да кажам, со тие навики, со тој комфорт на живот, со тоа често користење на терапија и така натаму е голем проблем, значи ставање на капките, но правилата на лекување за глауком се тоа да доколку се регулира глаукомот со конзервативна терапија, односно со капење на капки, не се прави оперативен зафат. Значи, тој оперативен зафат не се прави по желба или со цел да се тргнат капките. Јас во едно од претходните мои гостувања исто така напоменав, може да се третира ласерски, постои значи еден тип на ласер, тие се сега новите SLT, значи ласери и така натаму, со цел одредена група на капки да се тргне, значи после ласерот, да не се користат, но во принцип се користи целата терапија конзервативна се додека таа го регулира и го снижува притисокот. Нормален притисок се смета некаде до 18 мм живин столб, со тоа што овие, како што кажа гледачката, значи, она си гледа добро на двете очи, веројатно се прават и исследувања како видно поле, компјутерско снимање на нервот и така натаму, со цел да се следи глаукомот, и доколку е све во ред, видот е во ред и регулиран притисокот со капките, нема индикација за оперативен зафат. Зошто? Затоа што не значи дека оперативен зафат доколку се направи дека ќе се може и премногу да се снижи очниот притисок, па да предизвика други проблеми да се изгуби видот. Така да заради тоа не се прави оперативен зафат кај пациенти каде што е регулиран со капки конзервативни. Капките добро делуваат, така? Чим рече, инаку кога ќе нема да делува терапијата, тогаш се оди на хирургија, така мислам на операција, ако се исцрпени сите можности. Толкому така. Само во тој случај треба редовни контроли, тоа не значи дека до крајот на животот добро ќе делуваат капките и дека ќе го регулираат очниот притисок. Може да се случи после одредена возраст и години и така натаму да се случи да декомпензира, ние го викаме тој глауком, и да веќе не може да биде регулиран со капките. Во тој случај се прави хируршки зафат. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро, само ќе го намалите тонот на телевизорот за да можеме убаво и да се слушнеме. Повелете. Десното око. Ало? Да, ајде, сега и ве слушаме. Ајде. Со десното око не гледам ништо и при напор, кога нешто, да речеме, да сакам да прочитам или гледам, ме боли десното око, тоа што воопшто не гледам.
А не гледам поради тоа што прво имав катаракта, ми ставија очна леќа, по 2 години добив аблација на ретината. И тогаш, тоа беше 97 година, ми рекоа во Скопје не може да се прави операција, оди или во Софија или во Србија. И јас отидов во Белград на ВМА, ми направија тоа операцијата. По 6 месеци добив реаблација на ретината. Повторна операција, неуспешна, па уште една операција со силиконско улје. Тоа траеше, како да речем, околу 2 години. Големи болки, мораше силиконот да се отстрани и видот се изгуби скроз. Тоа помина. Сето, меѓутоа, тоа прашам зошто, например, болки имам во тоа око што не гледам. И морам да мижам, например, така и кога тоа боли кога имам напор. И после ќе мижам и така болките ќе се намалат. Во ред, ви благодариме за јавувањето. Па да, како што кажа гледачката, значи правени се повеќе оперативни зафати на тоа око. Болките кои што се јавуваат на тоа око може да бидат од 2 причини. Сега нормално треба да се прегледа и да диагностицирам, но моје размислување е дека може да бидат од 2 причини. Или е покачен очниот притисок, значи постоперативно на тоа око, тие се викаме како секундарни глаукоми кои што се јавуваат после витреоретинална хирургија, од која ќе се направи или аблацијата, реаблација, оперирани со силикон и така натаму. Така да може да дојде до секундарен глауком, или пак како резултат на повеќе оперативни зафати, бидејќи окото да кажам, веќе не гледа, може да е почната субфтиза на булбусот, односно атрофија, односно сушење на самиот булбус и ради тоа да се јавуваат болки во тоа око што не гледа. Значи тие се 2 основни причини според моје размислување, но сепак треба да се прегледа и да се диагностицира. Потребен е повторно преглед, така па да се види каде што може нели да се направи, доколку може да се помогне, да. Така. Голем интерес од секогаш кога имаме доктор кој што зборува за кое било од очните заболувања. Сега посветуваме внимание на глаукомот. Добро утро, да ве слушнеме и вас. Тимололи. Не знам што да правам. Така, дали слушнавме убаво, докторине? Ке може ли да ни повторите само? Дека гледачката сега не можев да... Јас нон-стоп навечер на сабајле тимолол и јас ставам и преку дента ставам визол. Тоа за да се расчистам, ме чеша окото, ме болат очите, не знам дали има нешто друго да се смени осем овие капки, некои други капки или нешто за да не осеќам такво чешање во очите, болење и ме болат некогаш, зашто мене дури ми рекоа дека еднаш ми наслед 23 висина на видот притисок. И одма докторката ми дала капки за глауком. Меѓутоа, докторот во 8 септември, јас сек дека и не отидов, ти рече си немала притисок. Со тоа што си почнала со капките, сега кога да појдам 12-13, дали може да ги престанам, например, кога толку многу симнате притисокот. Немам притисок, ја ми се чини колку повеќе ставам капки, толку повеќе очите ме болат и ми лутат, ме печат. Не знам што да правам. Ви благодариме за јавувањето и за прашањето, ќе го чуете. Советот и препораката. Вака сега, значи тој симптом као што го дава гледачката за лутењето и печењето и чешањето на очите, најчесто не се поврзани со глаукомот и можеби има некоја друго заболување, значи покрај глаукомот, инфекција на очите. Така да во секој случај ќе треба тоа да се прегледа, да се земе бриз и така натаму, бидејќи тие симптоми најчесто ги дава конјуктивитот, односно одредена инфекција на очите. Сега, исто така може да се јави и одредено печење и при долготрајно користење на терапиите да се јави суво око, па да се јави како резултат на сувото око печењето и чешањето. Сега, 23, значи, очен притисок еднаш диагностициран. Тоа се нарекува окуларна хипертензија. Пак ќе напоменам дека секоја окуларна хипертензија не значи дека е глауком.
За да се постави дијагнозата глауком, треба да се направат одредени исследувања, како што се видното поле, како што е компјутерското, односно осети компјутерското снимање на нервот и така натаму, гониоскопија и така натаму. Тоа све се прави во специјализирани ординации, значи офталмолошки, како што е и кај нас кабинетот за глауком, и се дијагностицира глаукомот доколку постои во тоа око. Значи, само измерен очен притисок не може да се стави веднаш пациентката на терапија. А еднашка кога ќе се дијагностицира ова заболување и ќе се стави пациентот на терапија, дека станува збор за глауком, таа останува доживотна. Значи, не може пациентите на своја рака да исклучуваат капки, да воведуваат капки и така натаму. Само може да предизвикаат поголеми оштетувања на видот и на нервот. Значи, тие не знаат да раководат со терапијата, не знаат што доведува таа терапија и така натаму. Значи, премногу користење на терапијата може да предизвика окуларна хипотонија, односно многу намален очен притисок, кој што може па да доведе до аблација на хороидеа, нагло губење на видот и така натаму. Недоволно користење па може да зголемениот очен притисок да се прави оштетување на нервот. Така да целата терапија треба да биде контролирана од офталмолог, редовни контроли. Така да. Ме поттикна она што го спомена гледачката дека сега 12 е вредноста на очниот притисок. 12 се смета за нормален очен притисок. Да споредиме со хипертензијата, така? Висок е крвниот притисок, почнува пациентот да прима терапија и во еден момент го мери редовно и вели сега сум во границите на нормалата и не морам да пијам терапија. Затоа веројатно поставуваат такви прашања. Сега ми е во нормални граници, а морам повторно да продолжам со капките. Морам повторно да продолжам. Да, тоа сакав да кажам, во нормални граници е заради терапијата. Да. Заради терапијата. И помага. Ако ја исклучат терапијата, веднаш ќе се качи очниот притисок. Заради тоа не смеат капките кои да се препишани од офталмолог, не смеат без офталмолог да ги исклучуваат. Како и терапијата за високиот крвен притисок, што не смеат да ја прекинуваат, туку треба да се користи. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Не ве слушаме, не успеваме да ве слушнеме. Така, ајде да се обидам уште еднаш. Повелете. Да. Да, повелете. Веќе сте во програма вклучени, повелете со прашањето. Ало? Да, ве слушаме. Значи, сакам да прашам, подолг оперирана сум од очен од перде на двете очи. Од катаракта, предходно, висока миопија со астигматизам и пред 4 години најден глауком. Значи, употребувам теројна терапија на капки и притисокот е околу 20. Дали треба нешто да се преземе од другиве интервенции? Сакам да ја прашам докторката. Добро. Како што спомена гледачката, значи станува збор тука веќе за 3 заболувања. Значи, прво е катарактата која што е оперирана, веројатно се ставени интраокуларни леки и значи решен е оперативниот зафат. Второто заболување е миопијата, односно висока миопија, како што наведува, и третото заболување е глаукомот. Второто заболување, односно рефракцијската аномалија, миопија, особено високата миопија, се смета дека е голем ризик фактор за појава на последните години за појава на глаукомот. Така да самата состојба, значи на окото и оваа рефракцијска аномалија и така натаму, веројатно довеле до појава, како што наведе гледачката, од пред некое време до појава на глаукомот. Колку што разбрав, користи тројна терапија, значи 3 врсти на капки, 20 очен притисок е веќе над горната граница
и би требало да се исследува, значи да се направат одредени испитувања, видно поле и компјутерско снимање на нервот и така натаму, и да се види доколку постојат поголеми оштетувања, веќе во овој случај треба да се прави хируршки зафат кај пациентката, затоа што би можело да доведе до комплетно оштетување на нервот. Така, да не се дозволи да дојде до да не се дозволи, момент, така да и сугерирам на гледачката да отиде во побрзо време на офталмолог и да се направат еден испитувања. комплетен преглед и испитување, да. Добро утро и за следниот гледач, ве слушаме вас. Добро утро. Добро утро. Вака, јас големо крупно гледам, а ситно не гледам. 54 години имам и ми се појаве едно струпче до окото. И ме боли, то ме боли. И ситно ночари земам, например, ако пишам кладилница нешто, ситни не можам, не гледам. Така, добро, ви благодариме за јавувањето. Ќе погледнеме блок реклами, останете со нас, веднаш по рекламите ќе го чуете советот и препораката од доктор Ирина. Продолжуваме понатаму, гледачот очекува веројатно советот и препораката да ги слушне. Да, токму така, значи гледачот што ја кажа неговата ситуација, односно неговите проблеми не се врзани според моje размислување за со глаукомот, со тоа што најверојатно станува збор тука за рефракцијска аномалија, пресбиопија која што се јавува во поодминатата возраст, која што е нормална, да кажам, и најчесто кај сите над 50-та година, така како што рече. Се јавува пресбиопија, потребна е диоптрија, односно наочари, нормално за читање од блиску, така да е тоа еден процес кој што не може да го запреме и така натаму. Ама кога ќе оди да го прегледа тоа за да се види колкав диоптер, така за да се носат очила, нека се направи еден на своја рака да не се зима преглед на очното дно, така? Да. Може да се искористи моментот. И попатно е така да се измери еден очен притисок и да се види очното дно. Така, да. Недела на глаукомот. Зошто нема ден или недела посветено на катаракта? Па, недела на глаукомот секаде во светот, секоја година, се одржува за да се подигне свеста и да се алармира, односно да се обрати што поголемо внимание за ова заболување. Зошто? Бидејќи све што ќе предизвика ова заболување е иреверзибилно, значи оштетувањето. За разлика од катарактата. Катарактата, секако знаеме дека е најчесто заболување офталмолошко, а глаукомот спаѓа за втора причина за слепило во светски размери. Но, што е разликата измеѓу глаукомот и катарактата? Симптоматологијата, односно намалувањето на видот, веднаш го чувствува на почетокот кај катарактата пациентот и може да се јави веднаш на офталмолог и да се санира. Откога ќе се санира и ќе се реши, повторно се враќа стариот вид кај катарактата. Значи доаѓа до враќање на видот. Но кај глаукомот е сосема друга ситуација. Може ништо да не чувствува, болеста да кажам да си трае, да прогредира, да доведе до оштетување на видот и тоа е целото, тоа е иреверзибилно. Заради тоа се обрнува внимание многу на ова заболување, за кое што скринингот и навремената детекција се најбитни за ова заболување. Така, за катаракта многу повеќе зборуваме, многу повеќе знаеме веќе и како популација, а глаукомот од време на време можеби некој ќе го спомне кој што веќе го има проблемот. Уште еднаш да потсетиме за она што во понеделник ќе се случува, но и други иницијативи кои како очна клиника така ги спроведувате, Да, ги спроведуваме со тоа што значи во понеделник, како што напоменавме, на улица Македонија, кај мајка Тереза спомен куќата ќе биде одржана акцијата за бесплатно мерење на очен притисок на сите граѓани кои што се заинтересирани, ве ги поканувам да дојдат и да ја посетат акцијата. Со тоа што значи како што напоменав и во другите градови ќе биде одржани повеќе акции за мерење на очен притисок кои што ќе бидат или на јавни места или во самите болници во зависност од организацијата на колегите. Така, да. Предлог да се воведе преглед на очното дно, односно мерењето на очниот притисок на систематските, тоа веќе е извесен период го Да, веќе подолг период го иницираме офталмолозите, особено кабинетот за глауком,
дека поради се повеќе зголемениот број на пациенти кои што боледуваат од ова заболување и со големи оштетувања доаѓаат и потребата на навременото дијагностицирање како и скринингот, ние апелираме да се воведе мерењето на очниот притисок во систематските прегледи. Тоа би бил еден прекрасен и огромен скрининг на целата популација, во зависност дали еднаш во годината, дали еднаш на 2 години, знаеме дека се систематските. Ама сепак е доволно, така? Сепак е нема да доволно за да на време нешто се детектира ова заболување. Со тоа што на систематските прегледи, доколку би се утврдило окуларна хипертензија, односно зголемен очен притисок, не значи дека веднаш би се дијагностицира, исто како со крвниот притисок. Значи, не значи дека веднаш би се дијагностицирало и би се ставил да кажам пациентот под терапија, но би се пратил на понатамошни исследувања да се види, мислам, еден прекрасен скрининг. Така. Ви благодарам за гостувањето, ќе ги следиме сите ваши активности и навремено ќе информираме за се што се работи на очната клиника. Ви благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.